еден показател дека спортот навистина обединува е она што ќе се случува од денеска па се до 28 април токму тука во Македонија. Нашата држава е домаќин на светското училишно првенство во ракомет. Делегациите од вчера веќе пристигнуваат, со нив доаѓа, како велат, младешка енергија, страст, нови соништа. Младите спортисти од целиот свет се подготвуваат да го покажат својот талент, да создадат нови незаборавни моменти и спортски доживувања. Од најсигурни информации имаме потврда дека вечерва сепак ќе биде големото или ќе се одржи големото отворање во 19 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Македонија. Иако времето е такво какво што е, сепак ќе има едно големо дефиле на спортски и млади таленти од целиот свет. Ова е навистина огромен успех и една убава манифестација која што ќе одликува Македонија на таа светска спортска мапа, а за тоа што се ќе не очекува до 28 април, Марија ќе ни открие во следните минути, да е на линковско вклучување со господинот Горан Кузмановски, кој што е селектор на машката екипа, па да видиме како ракометот ќе се слави овие денови од страна на младите ракометари и ракометарки од целиот свет. Марија, добро утро од студиото. Марија. И повели да ни ги пренесеш овие информации за ова големо случување кое што ќе биде, односно стартува од денеска во нашата земја. Добро утро и голем поздрав до вас. Благодарам за најавата. Од денеска до 29 април Скопје ќе биде домаќин на светското училишно првенство во ракомет. Отварањето е закажано односно предвидено за денеска на плоштад Македонија во Скопје со почеток во 19 часот и 30 минути. Кои се очекувањата од самото првенство и кои селекции ќе бидат токму дел од ова првенство? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, господин Горан Кузмановски, селектор на машката екипа. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и ви благодарам многу за поканата. Драго ми е што одвоивте време да кажеме многу повеќе информации и да ги запознаеме гледачите со сето ова случување на кое што Скопје всушност ќе биде домаќин. Скопје ќе биде домаќин на ова првенство. Што всушност значи ова за македонскиот спорт, но воедно и за македонските млади спортисти? Па, ова е една голема манифестација што се одржува, пошто е сепак светска манифестација, доаѓаат многу учесници од различни држави, не само во машка и во женска конкуренција. Тоа е добро за македонскиот спорт, но мора да напоменеме, ако сметаме дека ракометот е број 1 во Македонија, тоа ќе биде еден голем поттик за децата да почнат да тренираат ракомет, да ги следат овие надпревари. Но сепак мора да напоменеме дека женската селекција и машката селекција ќе настапат како репрезентација. Тоа е генерација составена од 2008 генерација, кој што ние како репрезентација ќе гледаме да се прикажеме во најдобро светло. Иако претходно учествувавме на медитерански игри, пред 2 дена се вративме, можеби имаме некој мал умор, но сепак ние ќе гледаме да ги продолжиме овие како едни подготовки што за тоа што ни следува во јули месец што ќе одиме на Европско првенство во Белград. Велите, целта ни е да се покажеме во најдобро светло. Кои се вашите очекувања од ова првенство, односно што би значило постигнат успех за нашата селекција според вас? Сепак очекувањата се многу високи нормално затоа што настапуваме како репрезентација, но сепак мора да напоменеме дека и од другите држави ќе настапуваат како репрезентација, можеби некои држави ќе настапуваат како во школо. Сепак ние сме во група со Саудиска Арабија, со Грузија, со Република Српска и со Бугарија. Имаме информации дека Саудиска Арабија и Република Српска ќе настапат со најдобрите од нивната држава. Немаме информации за Грузија и за Бугарија. Имаме исто држави како Германија, Шведска, Хрватска, Србија, кои што се исто ракометни земји и се надеваме на пласман во полуфиналето, иако малце календарот не ни е во прилог, но сепак секако како репрезентација која што е учесник на Европско првенство, целите ќе бидат пласман во полуфинале, па понатаму ќе видиме. Кажете ми како изгледаат самите подготовки, дали е мачно и тешко да една селекција да се подготвува за едно вакво светско првенство? Па да, ние немавме многу време за ова светско првенство да се спремаме, затоа што, како што кажав пред малку, бевме 8-9 дена на медитерански игри во Словачка, долго патувавме, таму одигравме еден многу јак силен турнир,
го освоивме петото место, само што се вративме им дадовме ден-два одмор на нашите репрезентативци. Денеска ќе имаме собир, ќе имаме еден краток тренинг, ќе очекуваме во колку саат ќе ни бидат утакмиците, но генерално ние веќе точно една година како оваа репрезентација има собири, доволно се познаваат меѓу себе играчите, дел од нив настапуваат во исти клубови. Мислам дека нема многу време баш за овие игри да се подготвуваме, иако репрезентациите или државите ни се непознати, сепак ќе мораме малце да го убрзаме тоа и да направиме едно инстант подготовки пред секој натпревар. Отварањето е предвидено за денеска, како што напоменав. Верувам дека многу од нашите гледачи, генерално нашите сограѓани, ќе се заинтересираат за ова првенство, ќе сакаат да го следат. Која е вашата порака до нив за сите оние кои што сакаат да ги следат овие натпревари? Па, најдоброто нешто што ќе се одигруваат во школски сали, значи тоа е еден голем плюс. Младите би препорачал да дојдат да гледаат, затоа што сепак ние сме навикнати да го гледаме сениорскиот ракомет на европски и светски првенства, но мора да видат дека имаме и младински категории кои што исто така се надпреваруваат на тие големи надпреварувања, да им биде еден поттик да почнат да се занимаваат со ракомет, не само со ракомет, со спорт. Ова ќе биде голема манифестација, доаѓаат многу држави, во машката категорија дојде дури 21 држава, Скопје ќе биде полн со млади деца и се надевам пред се, ако го сврлиме тој надпреварувачки карактер, дека се пред се ќе биде на голема дружба помеѓу самите учесници. Благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго за овој разговор. Благодарам на вас. Говоревме за тоа дека Скопје всушност е домаќин на светското училишно првенство во ракомет. Напоминавме дека отварањето е предвидено за денес на плоштадот Македонија во 19 часот и 30 минути. Ние им посакуваме голем успех на нашата селекција и да се надеваме дека повторно ваквите вклучувања ќе бидат наменети за нивните постигнати успеси токму на ова првенство. Благодариме, Марија. Да, навистина Македонија ќе пулсира во знакот на ракометот и младата енергија или енергијата на младите кои што ни доаѓаат од целиот свет. 21 репрезентација, се разбира дека и како утринска, но и се разбира нашата спортска редакција ќе ги прати овие настани кои што напомена и ти сепак до 29, барем така стои во официјалното видео, иако по социјалните мрежи на нивниот профил пишуваше 28, како и да е важно дека многу денови или во текот на следниве денови Македонија ќе го слави ракометот и успесите на младите. Обединувачка спортска магија, повторно град Скопје домаќин на вакво случување.